Mesazhet e ashpra dhe ekstreme I ka dërguar kryeministri Nikola Gruevski partnerit e tij të koalicionit Ali Ahmeti. Para të rinjeve të VMRO-DPMNE-sa I ka porositur Ahmetin se nuk ka shans që ata që vranë branitellat të kenë status të njëjtë me ta. Bllokimet e ligjit në parlament, Gruevski ka cilësuar si të pakuptimta. Gruevski shkoi edhe më tej, duke thënë se është I gatshëm të paguajë çfarëdo çmimi, por siç u shpreh ai, mbrojtjen e dinjitetit të maqedonasve, duke përsëritur kështu deklaratën e tij të dhënë në fillim të krizës politike me partnerin e koalicionit. Gjithë këtë fjalim bombastik ai e bëri përmes shumë brohoritjeve të VMRO-sve, të cilët sa herë që Gruevski deklaronte se nuk do të lëshoj pe, do artrokisnin në mënyrë frenetike. ВМРО-ДПМНЕ не е партија која ќе дозволи некој да ја исплаши или да ја уцени со рушење од власт или со предвремени избори, кога е во прашање принципот и достоинството на македонските граѓани. Ние сме подготвени на се. Јас не ја наведнувам главата пред неправдата, колку и да е тоа во моментот контрапродуктивно за мене. Разбирам дека животот на политичарите е поврзан со компромисите. И сум правел и ќе правам многу компромиси, кога верувам дека се за општо добро, но се разбира, се има своја граница и своја мерка. Сум плаќал и ќе плаќам цена за тие компромиси, као оние кои не ги разбрале или пак не сакале да ги разберат. Но не сум подготвен да го вложам достоинството на цел еден народ, како цена за некој да го понижува, а јас да молчам. И особено не сум подготвен да го правам тоа во ситуациите кога тоа нема да реши некој проблем, туку кој креира нов проблем. Numri 1 I qeverisë para bashkëpartiakëve të tij kritikoi ashpër edhe partitë shqiptare për qasjen, siç tha, jo serioze ndaj çështjeve me karakter shtetëror, duke aluduar në propozim ligjin e branitellave. Раните од 2001 година се се уште недолечени. И инсистирањето, односно условувањето со овој закон да се приклучат, кон овој закон да се приклучат и оние кои што им ги одземаа животите на бранителите, не може да биде коректно барање. Тоа барање ја влошува се вкупната атмосфера и е некоректно. Исто како што беше злоупотребата на армиската униформа во слупчање, и тоа е неприфатливо. Затоа, почитувани, повикувам на разум и повеќе политичка зрелост по ова прашање. Посебно загрижува што политичката борба помеѓу албанските етнички партии после 21 година независност се уште се сведува речиси исклучиво на етнички прашања. Таа атмосфера во интерес на сите треба да се менува. Таа е заразна и е опасна. Затоа и во овој контекст повикувам на поголема политичка, но и државничка зрелост. Ако оваа држава е на сите, тога сите треба да се грижиме за целата држава, а не само за одделни нејзини делови. Тоа не води на добар пат. Paraqitja revanshiste e Gruevskit nuk përfundoi me kaq. Ai përsëriti edhe një herë se nuk do të lejojë të keq përdoret uniforme ARM-s, sikurse ndodhi rasti me Slupçanin, ndërsa foli edhe për ndryshimin e emrave të shkollave në Qair. Këtë veprim ai e barazoi me provokimin dhe ofendimin që ju bë shqiptarëve dhe muslimanëve në karnevallin e Vevçanit. Како што беа за осуда на вредите кои дојдоа од поединци на Вевчанскиот карневал, така за осуда се злоупотребите на униформите на армијата на Република Македонија, незаконските промени на имење на училишта или тргање на бисти од училиштата.